последниот амандман се интервенира во членот 17, став 1, по точката 2 се додава нова точка 2а, која гласи: независното правно лице не ги применува восстановените методологии и постапки за вршење технички преглед и периодични испитувања, член 25 став 2. Всушност, овој амандман се предлага глоба за непочитување на воспоставени методологии и постапки за вршење технички преглед и периодични испитувања на независното правно лице. На првиот ден дискутиравме, можеби за вас и за јавноста и за колегите, што е независното правно лице. Аналогијата на тоа најсоодветна би била за станица за технички преглед на возила. Независното правно лице таа функција ја извршува. Законот вели, има одредби казани направено, доколку него поднесе извештајот. Но проблемот со извештајот, он може да го поднесе извештајот, а при тоа да не ја запазува методологијата. Сега, тука влеговме во една стапица, што е методологија, а што се процедури. Поентата е дека станицата треба да се заврши работата. Не смее да замеши. Не смееме да не се деси трагедија заради некој што побрзал да протне соодветна машина или опрема. Со овој амандман тоа би требало да се надмине. Значи, уште еднаш кажуваме. Точно, можеби и представникот од кажа дека за методологиите нема се уште дефинирани, но знаеме дека ако носиме колата на технички преглед, треба да застане на точка А, да се провери точка Б, да се провери поснов на С и исто до тоа да дојде во извештај. Сегашниот закон дава опција за казнена одредба само доколку станицата не поднесе извештај, што нема логика. Се разбира дека ќе поднесе извештај. Она што ние се загрижени е дали ќе биде запазена постапката и процедурите и методологијата при изготвувањето на извештајот. Можеби би игра на зборови, но од практичен аспект мислам дека ми ја доловувате поентата. Ви благодарам. Ви благодарам.